Професор, еве што ги учите земјоделците овие неколку дена додека траат обуките во Преспа? Во Преспа ги учиме како да произведат јаболка по интегрални принципи, односно како успешно да одгледуваат и да произведуваат јаболка, а со помалку користење на хемија, односно во производството, процесот на производство повеќе да внесуваат знаење, а помалку синтетички хемиски материи со кои што се подобрува развојот и плодоносењето на овошките. Дали е тоа можно? Можно е секаде во светот или во поразвиените овоштарски земји. Овие концепти, овие принципи на производство се применуваат и се успешни. И ние сакаме со ова обука да ги приближиме барем со знаењето нашите овоштари со знаењето на овоштарите во овие развиени овоштарски земји. Што значи тоа интегрално производство? Интегрално производство е збир на мерки кои што допринесуваат успешно да се произведува јаболка, а сепак да не се користи во голема количина хемиски средства. Дозволено е све, нема забрана како што се забрана во органското производство, но откако хемијата може да се користи, само откако ќе се утврди вистинската потреба за нејзино користење. Се преземаат сите други мерки, превентивни, од превентивен карактер, може и куративни, но на крај завршуваме со хемија, откако другите мерки нема да дадат задоволителни резултати, дали тоа се работи во однос на наводнувањето, дали се работи во однос на ѓубрењето, односно исхраната на растенијата, во однос на заштитата штетните организми, се е дозволено, но откако ќе се утврди вистинската потреба. Односно, на овој начин допринесуваме да произведуваме плодови, но со минимизирање на количините на хемиските препарати. Колку има слух за овој начин на одгледување на јаболка кај земјоделците, особено на оние што, да речеме, со години произведувале или ги користеле? Па, видите, ние долг период сме во оваа бранша, во овој и промовираме овие концепти на производство. Дел од производителите прифаќаат, дел си прифаќаат, слушаат, меѓутоа си терат понивно понатаму, бидејќи нашите земјоделци се многу конзервативни. Тешко прифаќаат новини. Најдобар показател дека тешко се прифаќаат новините е сортиментот, ако го видиме. Ајде редот че се одгледува 40 години, многу малку во светот се одгледува, кај нас е доминантен со огромна површина, огромен процент од производството, тешко може да ги убедиме земјоделците да сменат нешто. Дека е тоа конзервативно и понатаму си терат јаболкото, ајде редот мене се уште ми е најисплатливо, може би и најисплатливо, затоа што другите сорти не знаат, немаат доволно сознание како да ги произведат и како да ги продадат, како да ги пласират. Гледаме на пазарот дека сортите се продаваат по различна цена. Исти се импутите, истите трошоците за производство и на ајдарот и на другите сорти. Другите сорти се продаваат барем по 20-30% поскапи, а сепак ајдарот ми е најдобар. Како? Наистина е малку необјаснимо. Така. А кај помладите генерации, пошто ја забележав дека на овие предавања има и млади луѓе, помлади генерации, дали кај нив може би го има тоа малце да се тргне од она традиционалното и конвенционално? Многу често и други колеги мои велат тешко може да ги убедиме возрастните мажи да сменат нивните навики. Они се знаат. Ќе те слушат, ама ќе се терат по негово затоа што неговото е најисправно. Ако сакаш новина да внесеш, на тере да слушат или да работат младите, ама и жените. Жените се малку иновативни во применување на практиките во производство. Тие може би не применуваат, ама ќе го натерат мажот да смени нешто. Така. Добро, приметивме тука дека има и доста жени и тоа ме радува што е доста млади, возрастни луѓе. Така. Ретко кај имат, се чувствувам овде меѓу постарите. Така да радува што еве и млади луѓе доаѓаат на обуки, жени доаѓаат на обуки, така да мислам дека ќе почнат да внесуваат и овие новини во производството. Благодарам, професор.